Поплавите кои ги зафатија Кочанско-Зрновскиот и Чешиновско-Блешевскиот регион создадоа проблеми во одвивањето на нормалниот живот на населението од овие општини. Во моментот се санираат последиците, се прават проценки на настанатата штета, се бараат увидни екипи за да излезат на терен. Со еден збор, општините прават се животот да се врати во нормала. За жителите на општина Зрновци веќе трета недела проблем представува мостот на реката Брегалница, кој општината ја поврзува со Кочани и со останатите општини од регионот. Општината превзема мерки за санирање на мостот преку негово ставање во употреба. Тоа што можам да го кажам во овој момент за мостот е дека веќе беа професори од градежниот факултет, кои што беа испратени од јавното претпријатие за државни патишта, да согледат состојбата на мостот. Веќе се знае за какви оштетувања се работи. Мислењето од страна на професорите е изготвено и испратено до јавното претпријатие за државни патишта. Во моментот се работи на проектна документација, која проектна документација ќе покаже на каков начин ќе бидат санирани овие оштетувања. Јас се надевам дека тоа нема многу да трае, меѓутоа навистина е потребно време за изготовка на оваа техничка документација, бидејќи престојат и геомеханички испитувања кои што ќе одземат малку повеќе време, меѓутоа се надевам дека до крајот на годината целата оваа санација ќе биде завршена и мостот ќе биде пуштен во употреба. Како алтернативен пат го користиме патот преку Виница и се знае нашите потреби од општина Зрновци се најмногу да стигнеме до градот Кочани, бидејќи овде се наоѓаат сите институции потребни за потребите на граѓаните. Овде се учениците, има голем број на вработени од градот Кочани во нашата општина. Се работи за 30 наставници кои што доаѓаат секојдневно на работа во Зрновци. Се работи исто така за поголема бројка за 100-200 луѓе кои што работат во конфекциите во Зрновци од Кочани и кочанските села. И жителите од Истокот кои имаат тесна соработка и врска со општина Македонска Каменица веќе трета недела бараат алтернативни решенија за да стигнат до оваа општина. Патот Кочани Каменица над селото Истибање целосно е во прекин. Екипи на Македонија Пат и денеска работат на терен во санирањето на последиците. Сега дојка дозвола временските услови, значи више сме при крај со работите, а од озгоре уште не е безбедно, ќе правиме девијација и најверојатно чудиме се во теку на утрешниот ден патот да биде пуштен. Последиците од поплавите и надојдените реки во регионот се големи. Вистинска среќа е што во поплавите настрадаа само 100 хектари подесенски жита. Останатите земјоделски површини се ораници на кои се одгледува